Добро вечер, Македонија, добро вечер, најпрекрасни и најдраги мои. Како сте ми вечервам? Убави? Баш ми е мило. Еве како што може да видите, јас сум најубав на светов и ептен спремен за уште едно најубаво издание на ова шоу, четврто поред. За почетокот на денешното издание ексклузивно ви ја пренесуваме веста на годината. Доаѓа од Македонската информативна агенција, објавена е во вторникот и заслужува да се прочита цела. Вика вака: непознати сторители ноќеске украле 3 прасиња со просечна тежина меѓу 40 и 60 кг од сопствениците Глигор Темелковски и Душан Стоичовски од Делчевското село Дработивиште. Домаќините утрово забележале дека прасињата ги нема, кога сакале да ги нахранат. Случајот е пријавен на полициската страница во Делчево, презема мерки за откривање на сторителите. Случајот ги вознемири селаните зашто велат вакво нешто досега не се случило. Да, почитувани гледачи, ние тука се потресовме и вознемиривме поради овај гнасен и истовремено скандалозен чин и мораме со шалење да констатираме дека волкот лош конечно ја оствари својата намера и тоа што не можеше во приказната го направи во Делчевското Дработивиште. Истовремено упатуваме молба до органите на прогонот на чело со министерката Јанкуловска да реагираат и во најбрз можен рок да го пронајдат волкот и да му придадат спектакуларно апсање со еден куп камери и фотоапарати. Го замолуваме и премиерот Груевски да им се јави на неговите другарчиња во CNN, за да можат и тие да присуствуваат на ова апсење. Ви благодариме. Од другите вести, битолските тутунари се жалат поради неисплатените субвенции за минатата година и си ги бараат парите од владата. Тие, незадоволни од ниската цена, минатата година го напуштиле битолски сокомак и се префрлиле во струмица табак, а сега се сомневаат дека токму поради тоа намерно им досне исплатата на парите. Чекаме премија овие 2-3 месеци, не лажа надлежниве, лажа од кој ќе почнеме од подрачниот министер па до министерот за земјоделие. Лажу ме, лажу, зелене очи, лажа не нико сјај. И пак их волим, шта ја ту могу, за моју душу оне су рај. Како па да не? Јас мислам дека тутунарите лажат дека надлежните ги лажат за премијата. Еве, истото ќе ви го потврдат и од подрачната единица на Министерството за земјоделство. Колку што имам јас сознание дека пари има, дека ќе се исплатат парите, не е точно дека вршиме делба на овие луѓе или на овие отпримачи, например и Сокомак или Струмица. Ма какви делби, шо ти е тебе? Уживај си, брат, воопшто не ги делиме. Сите се во ист кош и на никому не го исплаќаме. Иш да не се секираш. Како што знаете, почитувани гледачи, во претходните емисии редовно ја следевме приказната за долгот на државата кон стопанството, а во средата имавте можност да видите и како безобразните новинари со нивните уште побезобразни прашања го изнервираа министерот Ставрески. Тие упорно зборуваа и шпекулираа за долгот кој според последните нивни извештаи изнесувал 180 милиони евра. И замислете бе, уште и велеа дека државата не планирала да ги врати парите. Хајде бе! Убаво викаат, налагата и се кратки нозете. Посебно кога е тука министерот Ставрески, налагата веднаш и се ампутираат нозете. Пази ова. Се Бајлева отиде налогот за околу 14 милиони евра да се исплати поврат на ДДВ, така да на дневна основа значи исплаќаме средства и добиваме средства од фирмите. Браво, министре, конечно ги замолчивте безобразните новинари. Тие вас ќе прашуваат колку пари сте им должеле на фирмите. Па кај што им одговарате 5 пати, не се задоволуваат и барат уште 15 пати да им го одговорите истото прашање, па дури сакаат да ве представат како дрзок и некооперативен. Ама не можат. Како да можат кога вие и претходно им кажавте колку должите и сега откако вративте 14 милиони евра, пак кажувате уште колку останале. Дали ево овој пат ќе ја искористите можноста, министре, за да кажете колка се догодна владата кон стопанството? Прашањето е во темата, нели? Се исто можност да се види транспарентност на владата во тршењето на парите. Видиме, министре, пак овие ненормални новинари прашуваат. Мислат ќе им кажеме, ние будали сме, така е тоа. Или да им кажеме, министре, или шо знам. Прашањето е во темата. Ако може да го подпишеме. Шо ќе им одговараш бе? Дај остај ги нека си прашуваат, тоа им е нив работа. Да ние да си подпишеме ова, па после може да ќе им скратат од плата поради што не добиле одговор. Чекај сега, ти уште млад си, не ги знаеш овие финти министерски.
Ај прочитай малку. Почитувани гледачи, што докато имавте можност да ги проследите министерските лекции за односи со новинари, а сега ексклузивно време е за волшебните соопштенија и деманти од ВМРО ДПМН до А1 телевизија. Вика вака, сметаме дека е за потребно да истакнеме дека е невкусно и покрај редицата одговори изјавите на вице-премиерот Ставревски да се третираат со подсмев. Досега во повеќе наврати за ова прашање медиумите имаат добиено одговори од надлежните институции. Точно така, и министрите и премиерот им даваат на медиумите фантастични изјави цело време. За да ве одржиме во тек, во денешното издание ви издвојуваме 3 од нив. Уживајте. Тоа е оперативно прашање за кое што зависи и од околностите колку се наплатени приходи и колку дневно се исплаќаат. Се работи за оперативно прашање. Како што државата има обврски кон фирмите, така и фирмите имаат обврски кон државата. И ни приближно нема таква бројка како што беше спомената. Па не знам, точно знам, веројатно многу нешто малку и за кратко време доста. Бум! Полн погода! Со ова се потврдува тврдењето од соопштението на ВМРО ДПМН дека медиумите веќе имаат добиен одговор за долгот на државата кон стопанството, а А1 телевизија упорно го поставува истото прашање, па дури се подсмева со министрите кои се посмеваат на новинарските прашања. Абе А1, ајде да ве видам сега.